За СДСМ се што е лошо е премногу акцентирано, али ја вака би ја поставила работава. Значи во државата има ситуација каде што децата албанци учат македонски од пето оделение. И имаше еден обид да учат од прво оделение, што би било нешто најнормална работа, затоа што македонскиот јазик е сврзнат ткиво. Тој е јазик на кој што да речеме ако се сретнат ром, македонец, србин, албанец, турчин, ќе се разбера. Тоа е јазикот кој што е раширен од север од исток до запад. И сега таква една ситуација не имаме да децата албанчиња учат македонски јазик од пето оделение, а сега не само што учат од прво оделение албански, туку учат и на буквар кој што е од туѓа држава. И вие сте го виделе повеќе пати и председателот на ДУИ Началија Ахмети, која зборува нацијата, значи он не мисли на македонската нација, не знам како да ви кажам, не мисли он на Македонија, он мисли на албанската нација која е распослана во повеќе држави, тоа не знаеме на што мисли, не знаеме, секако дека знаеме. Значи на некој начин Демократска унија за интеграција тука е за интеграција на албанците повеќе со албанците во Косово и албанците во Албанија, него со македонците во Македонија, ако ме разбирате. И ние цело време предупредуваме на ова. И ја колку што прочитав во вашата објава, ова е еден договор потпишан меѓу влаите на Македонија и Косово уште лани, минатата година во Приштина. Така да не знам како колегата Костовски не е запознен, ние цело време предупредуваме на овие работи што се случуваат, значи овие процеси течат, сите неќеме да акцентираме, се правиме како ова да не се случува и еве ни ги резултати. Значи имаме свесно поголемо раслојување меѓу македонците и албанци и свесно поголема интеграција меѓу албанците у другите држави. Кажете ми кон што води тоа и кон што може да води тоа. Единствено нешто зашто, нели, СДСМ вакво нешто одобрува е затоа што во таков еден политички очај кој се тресе СДСМ на стаклени нозе, е спремна се да направи за ден фактички да купи уште еден ден на власт.